Добро вечер во 360 степени. Македонија во последните месеци е на удар на голем бран мигранти од Сирија и Ирак. Земјава не е нивна крајна дестинација, туку само транзитна територија во сонот да стигнат до некој од западноевропските држави. За зголемениот притисок од бегалците зборува и статистиката. Само во првите 10 месеци од годинава се регистрирани повеќе илегални мигранти отколку за цела 2013. За вечерва подготвивме репортажа од јужниот дел на Македонија, од околината на Гевгелија и селата што мигрантите ги користат како привремени засолништа пред да го продолжат патот кон посакуваната цел. Ќе видите и слушнете неколку сведоштва на бегалци од најпогодените региони во Сирија, како што е градот Кобане, кој секојдневно е меѓу првите вести на глобалните медиуми. Гостин во студиото е Иво Котевски, портпарол на Министерството за внатрешни работи, со кого ќе разговараме за тоа што прави полицијата за да се справи со зголемениот наплив на илегалци на јужната граница, каква е соработката со Грција, има ли Македонија капацитети да се справи со овој феномен. Оценка за целата ситуација обезбедивме и од Меѓународната организација за миграции. И вечерва ќе видите нова саботажа од Сречко Поповски. Останете со Алсат и гледајте 360 степени. На почетокот, репортерскиот запис на Александар Димитриевски, снимателот Игор Љубовчевски од Гевгелиско, првата станица на илегалните мигранти по влегувањето во Македонија. Ова момче се вика Мазен. Го запознавме пред 2 дена близу пругата кај Гевгелиското село Миравци. Како и неколку мината кои беа со него, претходната вечер преспал во напуштена куќа близу малата железничка станица која е оддалечена, околу 2000 метри од првите куќи во селото и околу 2000 километри од градот кој некогаш му бил дом, Кобане. Бегалец е скоро 2 години или од моментот кога почнало крвопроливањето во Сирија. I'm coming from Syria. Јас доаѓам од Сирија. Во Сирија е многу лошо, има многу проблеми, се убиваат луѓе. Знаете се можеби, но кога сте во таа реалност многу е поинаку. Мазен влегол во Македонија крејки се во воз кој влегол од Грција. Ниту на него, ниту на останатите во групата не им е целта да останат во земјава. I'm going to Norway. Одам до Норвешка. Патот многу не ме чинеше, само ранецот кој го полнам со храна. Можеби ќе чини нешто ако платиме некој да не однесе до Србија. Излегов од Сирија во Бејрут. Од Бејрут отидов во Египет, каде живеев 1 година. Потоа отидов во Турција, речиси цела година и потоа преку Грција и еве сега тука сум. Моето семејство не е во Сирија, туку во Саудиска Арабија. Мојот татко почина пред 2 месеца. Одам во Европа за да го повлечам и моето семејство од таму. Можеби. Разговаравме со дел од другите лица во групата. Кога ги прашувавме дали сакаат да ни дадат изјава во камера, учтиво не слушаа. Оние што не сакаа, наместо одговор на пристоен англиски не замолуваа да ги пуштиме да си одат, иако никој не ги држеше или одвраќаше во нивната намера. Единственото прашање кое се осудија само поеднаш да го постават е можете ли да ни помогнете да стигнеме до Скопје. На околу 1 километар од оваа група сретнавме уште еден бегалец, сириец од Дамаск, и се плаши да му биде снимен ликот. Дел на арапски, дел на лош англиски ни кажа дека тргнал за Шведска. Веќе 2 месеци се обидува да стигне до својата конечна дестинација. Патот до тука го чинал 5000 евра. أنا سوري من مدينة دمشق. بسبب الحرب في سوريا هربت إلى تركيا ومن تركيا إلى اليونان ومن اليونان إلى مقدونيا. Јас сум сириец од Дамаск. Поради војната во Сирија пребегав во Турција, потоа во Грција, од Грција во Македонија, а следна дестинација е Србија, потоа во Шведска, каде ќе го чека моето семејство. Сам на патот, овој бегалец носеше основни намирници купени во локалните продавници во Миравци. И тој, како и претходната група, ќе ја чека ноќта да продолжи пеш кон Скопје покрај пругата, ако не успее да најде некој кој би го префрлил до главниот град. Луѓето кои ги сретнавме се далеко од бројот на бегалци кои секојдневно се обидуваат низ Македонија да стигнат до Србија, па потоа во некоја од земјите од Европската Унија. Секој ден ги има стотици на очиглед на вработените по железничките станици и мештаните. Ја користат пругата како сигурен начин дека нема да го промашат патот, но и бидејќи се помалку видливи за полицијата.
Ако ги фатат органите на редот, ги враќаат онаму од каде што дошле, во Грција. А границата е 25 километри на југ од Миравци. Полицијата е свесна дека има наплив од мигранти. Се почесто патролираат по критичните точки, бидејќи бегалците од Сирија не влегуваат легално во земјава. Ако лани цела година биле откриени 370 илегални мигранти, во првите 9 месеци од годинава таа бројка е 4 пати поголема. Откриени 1300 лица кои нелегално влегле во земјава. Главната точка за нелегален влез од Грција во Македонија, која што ја користат емигрантите, е овој простор зад мене, односно околината на граничниот премин Богородица. Во надеж дека ќе избегнат полицијата, бегалците ги користат сите можни начини, од диви патеки до транспорт во празни вагони. Освен низ околните ридови, полициските контроли се фокусирани на возовите. На првата железничка станица по Грција, во Гевгелија, се проверува секој вагон, особено на товарните возови. Не е проблем само нелегалниот влез, туку и фактот што од ова место бегалците одат пеш покрај пругата. За само 2 недели, возовите усмртија 7 лица, меѓу кои и едно бебе. Става тоа за вас во смисла на извршување на вашата работа? Големи стресови, што да кажам друго. Големи стресови во однос на работата, затоа што да пазиш на возот, да пазиш и на нив едноставно, затоа што се многу изморени, најверојатно од многу патувања и представува проблем. Вие лично дали сте имале проблем, дали сте имале инцидент на пругата со бегалците? Да. Што да кажам, предпоследниот случај беше кога јас го згазив. Тоа би можел да изјавам. И стрес и тој и каков стрес. Многу изморени. Значи изморени, едноставно дезориентирани, не знаат каде се движат и не помага нити свирењето, не помага нити не знам, едноставно се ставаш во неизвестна во ситуација каде што не можеш да го избегнеш. Едноставно излегува пред тебе и толку е. А како ви оди соработката со другите надлежни органи на терен? Редовно, значи имаме, и тоа не е соработка, него супер соработка имаме. Било кое време се јавиме полиција, одговорено ни е, меѓутоа ова изгледа на многу поголемо ниво што не може едноставно да се реши. И на железничката станица во Гевгелија, дел од вработените не уверуваат дека бројката на бегалци е огромна. Некои тврдат дека од грчка страна, близу селото и домени, има импровизиран камп каде луѓето ја чекаат првата шанса за транзит низ Македонија. И тие, како и машиновозачите, редовно информираат полицијата штом забележат бегалци. Токму од нив дознавме дека нивни колеги виделе емигранти кои се движат 20 на километри северно од границата. На групата во Миравци, барем до моментот кога ги снимавме и тргнал одрака да избегне полицијата. Тоа не значи дека успеале, бидејќи полицијата често ги чека по патот кон, но и во Скопје. Младиот Оливер Попов од Миравци вели полицијата комуницира и со локалното население, но важно е што бегалците не правеле проблеми. Значи доаѓаат во станица, спијат во тие двете кујки таму, спават и во нивата, по полетишта спијат. Дали доаѓаат и до селото понекогаш? И доаѓаат поное, многу има. Доаѓаат си купуваат леп, има еден човек само и пријаве у полицијата. Дали вие како мештани имате некакви проблеми со овие луѓе или мирни се? Не, мирни се луѓе. Судбината на Мазен и неговите пријатели не ни е позната. Можеби полицијата ги фатила и ги вратила во Грција. Можеби веќе е во Србија, а можеби спие во истата или некоја друга напуштена куќа низ повардарието. Последното што го прашавме беше што би им порачал на македонските граѓани. Be merciful to these people. Бидете милосрдни кон овие луѓе. Овие луѓе поминаа низ толку неволи за да дојдат тука. Директорот на Македонски железници Транспорт Оливер Дерковски зборува за проблемите со кои што се соочуваат машиновозачите кои што сообраќаат со возовите во насока југ-север. Со него разговараше Адриан Керими. Lutem na tragoni se cilët janë vështirësitë me cilët ballafaqohet transporti hekurudhor lidhur me emigrantët. Во последно време нашата компанија има навистина сериозни проблеми со напливот на мигранти од
претежно од Сирија, меѓутоа ги има и од Авганистан и од Пакистан, значи и од другите арапски држави од Средниот и Блискиот Исток. Луѓето, веројатно бегајќи во очај од несреќата која што ги снашло, не бираат средства како да дојдат до некоја подобра средина во која што би имале подобар живот. Тоа ни прави нам проблеми, значи имаме навистина проблеми во одвивање на сообраќајот. Секој инцидент за нас значи одреден застој 3-4 сати, трае увидот на органите кои што се задолжени за тоа. Тоа значи дека во тоа време не може да има воз и така натаму. Посебно интересно што овие инциденти се случуваат во ноќните сати, значи кога е видливоста многу мала и кога навистина многу малку можеме да направиме да ги избегнеме тие инциденти и правиме максимални напори, се организираме ние како компанија да внимаваме повеќе, машиновозачите да внимаваат, значи другите сите луѓе кои што се вклучени во системот, со колегите од инфраструктура комуницираме исто така да можеме да на некој начин ја зачуваме пругата чиста, да не би се случувале овие немили инциденти. Са баш во намиме полиција? До сега, значи, имаме координација со полицијата. Во овој случај потребна ни е пред се повеќе координација со локалните полициски станици и тоа го правиме заради тоа што има одредени пунктови на кои што и полицијата на некој начин ги пречекува овие лица и ги после соодветно ги третира согласно законот. Истото и ние, значи, секогаш кога приметуваме поголема група, пријавуваме. Во координација сме со органите на полицијата, така што правиме максимални напори да ги спречиме инцидентите и на некој начин да не доливаме масло на огнот во кој што се наоѓаат овие луѓе. Во студиото на 360 степени Иво Котевски, портпарол на Министерството за внатрешни работи. Добро вечер, добре дојдовте. Котевски, колку ефикасна полицијата и може ли да биде поефикасна? Се трудиме да зголемиме нашата ефикасност, иако мора да се признае дека станува збор за исклучително сериозен проблем кој што е глобален. И како глобален, доколку сакаме да најдеме некакво конечно решение, мора да се пристапи глобално. Именно проблемот не е оригинално на Република Македонија, туку практично е увезен. Така што има три различни пристапи. Едниот пристап е тој локалниот, односно ингеренциите кои што ги има Министерството за внатрешни работи за заштита на територијата на Република Македонија. Вториот проблем е, да кажеме, регионален во однос на координацијата, пристап кон решавање на проблемот е регионален, односно координација со соодветните служби од соседските земји за превенирање на илегално минување на границите, а третиот е оној глобален пристап до проблемот кој што мора да се реши доколку сакаме конечно се надмине, односно средување, смирување на конфликтите во земјите кои што се погодени последниот период Сирија и Ирак и не можеме генерално и глобално да очекуваме надминување на овој проблем доколку не се реши ситуацијата во тие земји, односно доколку не запре напливот на бегалците од Сирија и од Ирак, или пак доколку не се најде конечно решение како и каде би се згрижувале овие лица кои што ја напуштаат Сирија и Ирак. Видовме дека има мигранти кои што релативно слободно шетаат во оваа погранична зона. Ако се познати, да речеме, точките на порозност на границата, нели е можно некако да се затворат и да не се дозволува влез на мигрантите? Теоретски да, но практично е неизводливо. Значи, херметичко затворање на граница каква што има Република Македонија со соседските земји е практично невозможно. Значи, не постои, ниту кога би имале идеална соработка со соодветните служби, не постои можност херметички да ги затвориме границите, истите да бидат непроодни за илегални минувања. Впрочем, таква граница тешко да постои каде било во светот, особено на Балканското подрачје. Токму затоа Министерството за внатрешни работи се труди да обезбеди соработка на највисоко ниво со соседните полиции. Делумно успеваме, освен заради одредени проблеми кои што ги имаме со соседна Република Грција, но ќе повторам, тоа може да е само приближно решавање на проблемот, но неа дефинитивно со тоа не можеме да надминеме ситуацијата. Конкретно е само во првите 10 месеци од година, како што напоменавте, имаме
откриено и процесуирано, вратено назад, да речеме, преку 1100 лица илегални мигранти во Република Македонија, што е повеќе од целиот период минатата година. Откриени се во првите 10 месеци 46 кривични дела, односно процесуирани 46 кривични пријави поврзани со кривични дела како криумчарење на мигранти. Пријавени се 80 сторители, државјани на Република Македонија кои што учествувале во овие меѓународни канали за криумчарење на мигранти, но ќе повторам, тоа е само еден дел од проблемот. Големата слика е таа што и без разлика на постапувањето на Министерството за внатрешни работи, притисокот врз Република Македонија останува. Главно е од јужната граница, што значи од земја членка на Европската унија и земја членка на Шенгенскиот договор, но во последно време карактеристично е што забележуваме голем наплив на илегални мигранти и од источната граница, што повторно станува збор за земја членка на Европската унија. А какво е сега нивото на соработка со Грција? Едно време немавте речиси никаква соработка, дали сега има некакво подобрување на тој план? Дали мигрантите кои што ќе ги фатите и се обидувате да ги вратите ги превзема грчката страна? За жал, соработката се уште е лоша со грчката страна во однос на тоа каква е соработката со другите соседни земји. Со сите соседни земји практично имаме отворено заеднички контакт центри, ги координираме патролите со одредени земји и заедно патролираме на границите, односно посоодветно ги обезбедуваме. Во тој дел не можеме да кажеме дека имаме соодветна соработка со грчката полиција, но во делот кој што се однесува на депортацијата на лицата, можеме да кажеме дека Грција почна да ја почитува спогодбата, односно во голема мера сега ги прифаќа илегалците кои што се откриени на територијата на Република Македонија, за кои што постојат докази дека влегле од грчка територија. Спомнавте дека станува збор за голем притисок на јужната граница, иако еве велите дека сега притисокот делумно се префрла и на источната. Имате ли некакви проценки за колкав број на мигранти станува збор кој што од југ се обидува да помине преку Македонија кон Западна Европа? Имаме оперативни сознанија и информации, истите не ни се потврдени, така што не би сакале да шпекулираме, но станува збор за огромен број на жители. Има некакви шпекулации дека дури може би станува збор за 1 милион луѓе. Тоа се претерани проценки или? Може би се претерани, нашите информации говорат друга бројка, но која и да е бројката, навистина станува збор за огромен притисок на јужната граница на Република Македонија. Ќе повторам, не станува збор за некој локален проблем од локален или регионален карактер, станува збор за прилично глобален проблем кој што се прелева од една земја членка на Европската унија, во конкретниот случај Грција, преку Македонија, Србија, Унгарија, па се до земјите членки на Европската унија. Прашање на време кога и тие ќе почувствуваат зголемен притисок од илегалните мигранти кои што ја користат оваа балканска рута од нивните земји на потекло, па се до земјите кои што им се крајна дестинација или како што видовме во прилогот, побогатите земји членки на Европската унија. Имаше период кога Грција, пред да биде зафатена од економската криза, успеваше на некаков начин да го амортизира овој притисок, односно голем дел од илегалците наоѓаа работа, наоѓаа економска екзистенција во Грција. За жал и таму ситуацијата е влошена изминативе години и тој притисок веќе го чувствуваме ние, а наскоро веројатно ќе го почувствуваат и земјите членки на Европската унија. Ако, да кажеме, главната цел на мигрантите е Западна Европа, имате ли некаква координација, комуникација со земјите од Европската унија, некаква понуда за помош, бидејќи ако мигрантите не поминат тука, нема да има можност да стигнат до тие држави? Токму така, значи сите состаноци на меѓународно ниво, сите средби ги користиме за да алармираме на повисоко ниво за проблемот со кој што се соочува регионот. Мислам дека представниците на Европската унија, на Фронтекс, на сите агенции кои што се задолжени за обезбедувањето на надворешните граници, веќе имаат доволно информации за проблемот. Останува само да се донесе одлука. Ќе повторам, не станува збор за локален или за регионален проблем. Напротив, проблемот е многу поголем, проблемот е глобален и веројатно треба да се најде глобално решение. Искрено не може да очекуваме дека Република Македонија како единка би можела да биде изолирана од овој проблем или да кажеме која било друга земја од регионот или пак целиот регион. Доколку не се реши ситуацијата во Сирија и Ирак,
проблемот со илегалните мигранти може само да се влошува. Добро, за сега благодарам, ќе го продолжиме разговорот по рекламите. Реклами, останете со нас. Ја гледате емисијата 360 степени. Веќе разборуваме за напливот на голем бран илегални мигранти од Сирија и Ирак на нашата јужна граница. Од Меѓународната организација за мигранти велат дека на така наречената западно-балканска рута на бегалци од Сирија и Ирак од почетокот на овој последен голем бран бегалци откриени се околу 20.000 мигранти. Споменавте се транзитира. Дали земја, дали Македонија предасно во некаков си својден транзитен центар на мигрантите за нивниот пат кон крајната дестинација кој што најчесто се земјите од западна? Па геостратешки гледано ние сме интегрален дел од така наречената западно-балканска рута, така да овој порас и рапиден раст на мигрантите е неминовен. Дали проценките на вашата организација, на Меѓународната организација за миграција, се дека надлежните власти соодветно се справуваат со овој проблем, бидејќи сме сведоци на речиси секојдневни случаи, најчесто со трагичен епилог на групи мигранти кои крстосуваат низ земјава? За жал, сведоци сме на трагичен епилог на мигранти во последниот период. Значи, станува збор за комплексни миграцијски текови. Кога зборувам за комплексни миграцијски текови, тоа значи дека во нив има разни категории на мигранти, вклучувајќи жртви на трговија со луѓе, непридружувани малолетници, ирегуларни мигранти, како и лица кои што имаат потреба од меѓународна заштита. Нивното откривање и правилна идентификација во смисла на тоа во која категорија на мигранти припаѓаат и следствено на тоа соодветно упатување кон соодветните механизми е од огромно значење. Институциите преземаат значителни мерки. Тие се однесуваат на зајакнатата гранична контрола, асистенција на мигрантите, детектирање на криумчарите на мигранти и нивното соодветно казнување, соработка со соседните земји, континуирано прилагодување на законодавството кон стандардите на Европската унија, модернизација и опремување на граничните премини. Ако направиме една анализа во однос на структурата и обемот на миграцијските текови пред и по 2011, ќе забележиме дека има огромни структурни промени и промени во обемот на ваквите миграцијски текови. Имено, пред 2011 доминира ирегуларните мигранти од земјите во регионот, односно од соседните земји, додека по 2011 имаме значителни промени. Односно, зголемено е учеството на мигрантите кои што потекнуваат од Блискиот и Средниот Исток и Северна Африка. Тоа доведува до тоа да има значителни импликации во смисла на тоа да тие подолго време се задржуваат во прифатните центри, во смисла на тоа да има потреба од превод од јазици кои не се баш достапни во регионот, потоа исто така импликациите во однос на нивното враќање во матичните земји, зборувам за финансиските импликации, се многу поголеми. Значи, во еден релативно краток рок настанаа овие промени кои што имаат значителни импликации врз расположивите капацитети кои што се градени за еден помал обем на мигранти. Во таа смисла од огромно значење е поддршката и потребна е поддршка во справувањето со овие масовни миграцијски текови во смисла на проширување на прифатните центри, потоа во смисла на достапност на преводи од јазиците на кои што зборуваат мигрантите, асистенција на мигрантите, потоа воспоставување на програми за асистирано доброволно враќање на мигрантите и така натаму. Во студиото Иво Котевски, портпарол на МВР. Котевски, колку од овие луѓе кои што влегуваат во земјава сакаат да останат во Македонија? Многу малку. Значи, нивната цел, како што и самите напоменаа, се главно побогатите земји членки на Европската унија, така што се трудат што е можно побрзо да заминат. Имате некаква статистика? Па да, главно тие кога ќе бидат откриени од полицијата, можеме да кажеме дека како Република Македонија мора и ги почитуваме сите меѓународни конвенции, така што оние мигранти кои што треба да бидат дел од некаква кривична постапка како сведоци вклучени, се згрижуваат согласно меѓународните стандарди во транзитниот центар. Останатите,
главно поучени од лица кои што претходно го минали истото искуство, поднесуваат барања за азил и откако ќе ги добијат документите како баратели на азил, користат одреден период да одморат во Република Македонија и потоа веројатно користат повторно илегални канали за да заминат, односно да го продолжат патот, така што многу ретко некои од нив ја дочекуваат постапката за азил да заврши, иако мора да напоменеме дека годинава 10 лица веќе имаат добиено статус, станува збор за сириски државјани, на азиланти во Република Македонија. Република Македонија мора да се напомене дека токму заради овој зголемен притисок се соочува со зголемен притисок на барања за азил, така што доколку до 2012 бројот се движел до кај 500 барања на странски државјани за азил во Република Македонија, лани и годинава тој број оди над 1000 до 1300 барања имаме годишно. Дали досега имате некакви проблеми на планот на безбедноста евентуално со овие луѓе? Досега од аспект на проблеми кои што ги предизвикале лицата и легалците во Република Македонија не сме имале пријави. Мора да се напомене дека ризикот секогаш постои, но сме имале пријави од аспект на тоа на македонски државјани кои што извршиле одредени кривични дела над илегалците, бидејќи постојат луѓе кои што ја злоупотребуваат нивната положба или ќе се обидат да ги измамат, да ги ограбат. Дури имавме еден случај на убиство во Кумановско, каде што пред лицето на правдата беа изведени наши државјани кои што малтретирале илегалци на територијата на Република Македонија. Малтретирањето практично заврши со смрт, односно со убиство. Благодарам што бевте гостин во 360 степени. Благодарам јас. На ред е саботажата на Сречко Поповски, да ја видиме. Одамна се знаеше за вредноста на семката Александрова. Не само што пак изради, туку веќе и плодови ни носи. Објавен е крај на историјата, бидејќи конечно Дуњалукот разбра дека на нашиот волшебен секрет се крепи иднината. Како што најави на почетокот, србинките чекаат ред во Македонија за сперма. Она што е интересно што може да кажеме дека србинките имаат можност преку каталог да бираат дури боја на очи или боја на коса. Благодарејќи на наследената остроумност од мајка Олимпија, грчките обиди да го спречат нашето расплодување вешто ќе ги надминеме. Со камиони со специјални налепници, во две варијанти, ќе се канат сите жени од светот да ја инвестираат својата матка во Македонија. Не се случувало до сега да има налепници, фиром, ставање, макан, гребење и такви работи. Меѓутоа со она што е втората опција, инвестирајте во South European, значи и тој проблем ќе го надминеме. На располагање ќе бидат ставени сите можни потврди дека сме привлечна дестинација за зачнување. Ќе се користат и преданија дека баш на ова тло се раѓале големи луѓе. Расправено ме од тата дека бабта Вања тука живеела, може да се видите мерите, значи од дека се почнени. За несомнениот квалитет што го нудиме, донаторите ќе бидат
Благодарам за вниманието со кое не следевте. Следното издание на 360 степени е в понеделник од 22:30. Пријатно!